За Ковачевски пораз, за Спасовски победа. Изборите на 8 мај можат политички да му пресудат на екс-премиерот. Според анкетите, Ковачевски се соочува со катастрофален пораз, што Оливер Спасовски, според нашите извори, може да го употреби за да го исфрли сегашниот лидер од игра и да го завземе неговото место. Или со други зборови, Спасовски може да стане джелотот на политичката кариера на Ковачевски. Ова сценарио станува се поверојатно откако паднаа во вода надежите на екс-министерот за внатрешни да биде кандидат на власта за претседател на државата. Односно, откако ја загуби играта со Ковачевски, Зечевик и Педаровски. Јас верувам дека после актуелниве случувања последниве неколку денови, можноста да се кандидира, тој да биде кандидат за претседател на Републиката, се сведуваат на минимум. Значи, клучна предпоставка е дека Пендаровски, поддржан од Скопското крило и дел од Кумановското и Струмичкото крило, повторно ќе биде кандидат за претседател на Републиката. Според Зафировски, тоа што го извисија Спасовски за претседателски кандидат на државата, политички Ковачевски скапо ќе го плати. Бидејќи аспирациите на Оливер Спасовски се релативно големи. Ако не биде претседателски кандидат, неговата амбиција оди да биде претседател на Социјалдемократскиот сојуз. Оливер Спасовски и Димитар Ковачевски се представуваат дека се другари, меѓутоа во заднина тлее едно ривалство меѓу нив двајцата. И тука безкомпромисен е Оливер Спасовски во смисла на тоа дека неговите амбиции се големи. Спасовски својата сила, барем според шпекулациите, ја црпи од поранешниот лидер на социјалдемократите Заев, кој донира мотори во МВР, се слика со Спасовски и неколку пати беше објавено дека фондацијата Заев била верен сојузник на МВР. Инаку кавгата на Спасовски и Ковачевски датира уште откако замина Заев, кога наводно новиот премиер сакал да го смени Спасовски од министер за внатрешни. Внатрешните кавги кои СДСМ се обидуваа да ги прикријат, на видео ги извади нивниот пратеник Костовски, кој јавно на социјалните мрежи побара обединување. Инаку, Оливер Спасовски остана и без никаква функција во техничката влада, на која претходните избори беше начело.